Ја следите емисијава на Радио Македонски корени со вашите домакини Јони Вети Треноски. Почитувани, темата за дигитализација на учебниците е се уште многу актуелна во Македонија. За таа цел денес ќе поразговараме со господја Драгана Спасевска, дипломиран воспитувач и координатор на иницијативата Учебници и настава мора да има, во која се зачленети преку 70. Благодарам на поканата и на вас, Бети и Јон, за учеството во оваа красна емисија Македонски корени. Благодарам. Добро ви утро и од мене и ви благодариме што ја прифативте нашава покана. Ајде, Со голема чест и задоволство ми беше. За почеток, најпрво да расчистиме една дилема. Од владачката партија СДСМ ве прогласија за продолжена рака на ВМРО ДПМН. Колку има вистина во ова и дали сте член на ВМРО ДПМН или пак на било која друга политичка партија? Јас ќе демантирам јавно, како и претходно што тоа го сторив на многу медиуми. Јас бев пред 10 години во политика, меѓутоа 10 години воопшто не се занимавам со политика. И морам да кажам дека ова иницијатива е чисто родителска борба, која што сакаме да ја издвоиме во однос да ги заштитиме нашите деца и нашите ученици од она што сакаат да ни го наметнат. До пред некоја недела, пошироката јавност за вас немаше слушнато. Ќе ни кажете ли нешто повеќе за себе? Која е Драгана Спасевска? Јас сум мајка на 3 деца. Живеам во Битола, родом сум од Тетовско, поточно Тејарце. Тука во Битола доаѓам од 2001 година, кога беше војниот конфликт во Македонија. Со тоа што останувам тука, оформувам семејство, дипломирам на педагошкиот факултет како воспитувач. Никогаш не вработена по струка. Имам работено приватно во институции за згрижување на деца, како воспитувач и аниматор. И во ова Facebook група ја отворив чисто загрижувачки да чуем мислења и од други родители како тие гледат на овој проблем, бидејќи проблемот го гледав со првото дете во однос на Кембридж програмата, па второто дете исто така имаше доста проблеми. Еве 2 години се децата изолирани дома, немаат физичко присуство на училиште, така да кога сега и третото дете треба да почне прваче, проблемите во образованието се зголемуваат. Така ја поттикнав таа Facebook група со која што сакав да очекувам и да најдам на исти ставови, слични мислења околу проблемот. Искрено не очекував дека денес ќе броиме 78.000 членови, кои што можам да кажам дека сите сме со истиот став околу Законот за образование. Господја Спасевска, вие врз себе презедовте огромен товар и одговорност прифаќајќи во името на сите родители да водите борбата со владата, односно со Министерството за образование. Министерката Мила Царовска го турка насила новиот закон за референдум во образованието за дигитализација, исто како и новиот концепт во основното и средно образование. Родителите и учениците се спроставуваат на дигитализацијата. Од разговорот кој го имавме со вас, кога се договаравме за ова интервју, ни кажавте дека сте имале средба во Министерството за образование. Ти ни ја пренесете ли таа средба во кратки црти, зашто разговаравте и како заврши таа средба? Дали вие од иницијативата сте против било каква дигитализација или сте против недостатоци во предлог законот и начинот на кој сакаат тоа да го направат? Вака. Прво морам да ви кажам дека министерката не удостои со нејзино присуство. И ние побаравме работна средба со институциите кои што учествувале во изготвување на предлог законот, од кои што тука се Министерството за образование, СОНГ и Бирото за развој на образованието, од кои што ние имавме средба само со 3 представници од Министерството за образование и наука. На средбата се разговара за 8 точки кои што ние сакаме да ги промениме во овој нов предлог закон. Искрено, предлогот е изработен само за 3 недели. Значи, точно стои дека се работело од 3.3. до 31.3. Не може
не може тоа да даде добри резултати ако се изготвува за толку кратко период. Првенствено, со господата од Министерството за образование и наука имавме конструктивна средба на која што разговаравме за 8 точки, меѓутоа не наидовме на разбирање. Тие се држеа своји ставови, ние како тројца членови на иницијативата држевме своји ставови, ни дава образложенија неприфатливи за нас и за нашите деца, со тоа што јасно констатиравме дека тука веќе имаме и дискриминација и кршење на детските права и така натаму. Морам да кажам дека во изготвување на тој предлог закон воопшто не се консултирани децата како столб на образованието, а и нас како родители, кои што сме родители и старатели на малолетни лица, воопшто не се консултирани родителите и воопшто не се известени родителските совети за промените кои што ќе се случат во образованието. На крајот средбата не го добивме записникот од самата средба, се со цел како доказен материјал да ги имаме заклучоците од таа средба. Воопшто и потоа на наше инсистирање не сака да ни го пратат на имейл, со образложение дека тогаш на самото присуство дека треба да го потпише министерката со меморандум, меѓутоа ни ги замоливме доколку го потпише денес министерката, бидејќи таа не беше таму, ве молиме да ни го спратите на мейл како доказен материјал за нашата средба, меѓутоа тоа никогаш не се случи. Многу големо отфрлање на родителите во целиот процес и морам да кажам дека во нашата група имаме членови од секакви политички партии, од секакви верски заедници, од сите нации и националности, се со цел да докажеме дека ние одиме чисто како родители и засегнати граѓани кои што навистина се соочуваме со големи потешкоти во овој нов предлог закон. Господја Спасевска, дали е проблем само со дигитализацијата или има и други проблеми со кои ќе се соочат учениците и родителите? Има, да. Има, мислам дека дигитализацијата е една голема маска зад која што се кријат уште поголеми проблеми во образовниот систем. Со тоа што ние разговаравме на 8 точки, од кои што хартијаните учебници задолжително да останат во употреба во основното и средното образование. Да се разбереме, ние имаме еден јасен став. Ние не сме против дигитализацијата. Таа како еден дел од денешното општество, ние не можеме да замижиме пред неја и да ја прескокнеме, меѓутоа ние сакаме дигитализацијата да биде како дополнителна алатка во образовниот систем. Пред се хартијаните учебници задолжително да останат во процесот. Второ, разговаравме втора точка да се исклучи сеопфатното родово сензитивно образование во основното образование, бидејќи мислиме дека возраста на децата не е прифатлива за да го се имплементира ова родово сензитивно образование. Останавме да разговараме и за тоа дека не треба да се спојуваат 2 или повеќе предмети во еден, со тоа што јасно наставниците ни дават поддршка и се многу загрижени и засегнати околу проблемот ако се случи ова. Значи ќе мора да се има прераспределба тука на наставници или да се отпуштат од работа или да се префрлат да предават нешто друго. Потоа разговаравме да се образложи и аргументира кратењето на фондот на часови по одредени предмети и влијанието во наставниот процес, затоа што знаеме дека се крати македонски јазик во средини каде што има мнозинство на муслиманско население, знаеме дека се крати физичко, знаеме дека се крати и работа со компјутери, се со цел да се тие одредени гранки да се намалат и многу е жално што такви работи се случуваат. Исто така баравме да ни дадат образложение за спојување на 2 или повеќе предмети како што се историја и географија. Потоа тврдеа дека ќе биде историја со општествени науки,
исто така и за физичко и за музичко. И разговаравме како 6 точка за услови на инклузија за децата со попреченост, хендикеп и посебни потреби. И исто така побаравме да се создадат протоколи за одржување на настава со физичко присуство во училиштата, бидејќи сме сведоци дека голем број процент на земјите во светот успеа да ги вратат децата во училиште, само ние се уште не работиме на тоа. И последната точка беше да ни дадат задолжително учество на нас граѓаните, представници од групата учебници настава мора да има на стручни лица, да учествуваме во промените и во измените на Законот за образование. Господи Спасовска, ке мора да побрзаме малку со одговорите. Вие минатата сабота го одржавте првиот протест, но за тоа ќе проговориме покасно. Министерката Мила Царовска минатиот петок на новинарско прашање околу вашите активности со иронија и подсмев рече дека учебници има, настава има. Према неа испаѓа дека вашите барања се всушност барања за она што веќе постоело. Како ќе го прокоментирате ова? Има ли крedibilitet министерката Царовска да говори за образованието и покрај тоа што е министерка, бидејќи испаќа дека таа не го почитува членот 26 од Универзалната декларација за човекови права во кој се вели: родителите имаат примарно право на избор на видот на образованието што децата треба да го стекнат. Министерката Царовска во многу наврати докаже дека не почитува нас родителите. Таа вели: учебници има и ќе има, настава има и ќе има. Зошто тогаш имаме целосна дискриминација на децата од прво до трето оделение во однос на децата од четврто оделение до четврта година средно? Зошто кај нив ќе има печатени учебници, хартиени и целосна настава со физичко присуство? Зошто тогаш не може тоа да се спроведе за другите? Морам да напоменам само ова. Во нивните предлози, доколку некој родител сака да има своето дете учебник за да изучува од него, ќе треба да го печати училиштето, бидејќи се уште со Законот о образованието е бесплатно во Македонија. Меѓутоа, тој истиот учебник што родителот ќе го испечати, нема да биде истиот како оној учебник што ќе биде во дигиталниот уред. Со тоа што ќе се кратат некои мултимедијални содржини и видеа канали, со тоа што тој ќе наликува на една скрипта. Зарем не е тоа дискриминација? Немам што да кажам. Самата се кажува колку не е засегната за проблемот и колку не сака да не чуе нас родителите. Законот за дигитализација се уште не е донесен, но нацрт верзијата и концепцијата е веќе изгласана и донесена уште на почетокот од март оваа година. Дали вие како родители бевте консултирани и дали училиштата организираа состаноци на родителски совет? Вака, досега одржавме многу конференции со родителски совети, со претседателите, со членови на родителски совети ширум земјава. И сите ни го потврдија истото, дека во март, кога се донесе предлог законот, воопшто не се свикани родителски совети, воопшто родителите не се запознаени со проблемот, единствено сакале да не исклучат од цел тој процес и да го протнат и наметнат низ тесна мала врата, без да знаеме ние родителите и без да имаме можност да реагираме и да побараме вклучување во самиот процес. Се уште родителските совети пуштија допис до многу институции, до Министерството, до Народниот правобранител, до Бирото за развој на образованието, меѓутоа се уште ниедна институција не им има одговорено на нивните дописи и на нивните барања. Воопшто родителите во Македонија не се слушнати и не им е возвратено на правото да имаат сознание што ќе се случува со нивните деца. Повторно ќе повторам, треба да побрзаме малку. Имаме уште многу прашања. Вие како воспитувач, дали можете да ни кажете како ова дигитализација ќе делува врз децата, врз нивниот раст и развој и на нивниот психофизички развој и образование?
Морам да кажам дека веќе овие 2 години од како се децата дома, ние ги согледуваме тие проблеми. Родителите нон-стоп ги носат своите деца во посета на офталмолог, на ортопед, на психолог, поради тоа што социјно-емоционалниот развој на децата е потиснат овие 2 години. Значи, не може да се развие емоција помеѓу ученик и екран. Децата се живи битија, носат енергија во себе и тие барат да бидат со своите другарчиња, со своите наставници, и мислам дека тука треба да работиме на нешто друго освен на дигитализација. Дали со воведувањето на дигитализација всушност ќе се отворат вратите за дискриминација и која категорија на ученици ќе бидат први на удар? Јас тоа сакав да им го потенцирам и многу јасна слика им дадов дека во Македонија реалната ситуација е дека ние имаме многу социјално загрозени семејства. Како ќе им дадеме на децата дигитален уред кога дел од тие семејства имат исклучена струја дома? Да не зборуваме за интернет. Ако веќе сакаме да имаме таков успешен образовен систем, тогаш треба на тие семејства да им се помогне, да им се плати интернет, да им се плати струја, се со цел да нема дискриминација по учениците и сите еднакво да бидат вклучени во образовниот процес. Меѓутоа, тие не ги согледуваат тие проблеми, замежуваат на реалната слика во училиштата, на реалната состојба во нашето општество, а сакаат да изградат чатијата која што нели треба се почне од долу нагоре, а министарката сака обратно. И им го посочив тој проблем со образложение дека веќе тие работат на тоа, да се реновираат училиштата и така натаму, што мислам дека малку не залажуваат во нивните одговори. Се добива впечаток дека начинот на воведување на дигитализација во која царовска насила го турка е поради притисокот соседите за промена на содржините во одредени учебници, пред се во историјата и во географијата. Па така, со донесувањето на овој закон за дигитализација ќе можат преку ноќ да вршат промени на содржините во учебниците под терк на соседите, а за тоа јавноста нема да биде известена на време, туку можеби месеци или години потоа, кога веќе ќе биде касно за било какви реакции. Каков е вашиот впечаток? Тоа јасно ни го кажа на средбата, дека со дигитализацијата ќе имат можност навремено да вршат промени во образовните содржини. Не може едно дете, ако денес, пример, моето дете, првото дете сега е во учебна година 6-то деление, да изучува една проблематика, кога другото дете идната година ќе дојде во 6-то деление да изучува друга тематика. Самите деца ќе се најдат во судир дека фактите што ги изучувале не се вистините. И не може ние образовните содржини да ги менуваме секојдневно. Значи, тоа не е правилно и нема да им дадеме на децата здрав образовен систем на кој што ќе се темели на факти и вистини. Ние мора да имаме здрав образовен систем и содржините да се изработат еднаш, квалитетно, и нека се работи, нека образовниот систем едно 10 години барем по тие тематики и по тие ставови. Вие одржавте и првиот протест. Дали сте задоволни од поддршката која добивте и ја добивате? Кои беа вашите барања? Кои ги испративте од тој протест? Кој е следниот ваш чекор ако не ги ислишат вашите барања? Ние морам да кажам дека сме многу задоволни со одзивот на протест кој што се одржа низ сите градови во Македонија, со оглед на тоа што ние не сме партиска структура, ниту политичка определба, ние излеговме како родители, само како родители, го искажавме нашиот револт и нашиот глас. Морам да напоменам дека сега на 26.5. во среда ќе го имаме вториот протест, кој исто така ќе се одржи низ цела Македонија во 18 часот, со цел повторно да го слушне светот нашето незадоволство. Нашите барања се јасни, значи на средбата ги поставивме тие 8 точки на разговорот кој што беше, значи, хартијаните учебници да се остават во трајна употреба, да се исклучи родовото сензитивно во основно образование и така натаму. И остануваме на тие ставови и ќе се бориме понатаму. Секако и ќе одиме на референдум за непосредно изјаснување на граѓаните,
да се изјасниме дали сме за или против овој предлог закон. Досегашната пракса ни покажа дека овие од власта спроведуваат се што ќе намислат. Последното што ни покажува поврзано со образованието е укинувањето на историја и географија како засебни предмети и покрај огромните негодувања од експертската јавност и од општата јавност, сепак тие го истуркаа тој закон. Како ќе го сопрете овој процес на дигитализација? Секако нагласив, значи правно ние имаме две опции. Можеме да покренеме граѓанска иницијатива со 10.000 потписи да донесеме промени во образовниот систем и постои со 150.000 гласови дека се против за овој закон да го сопреме овој предлог закон, со што и ние тоа го сакаме, бидејќи после тоа сакаме да се работи на нов закон за образование, нека работи барем една година, меѓутоа да имаме вклучени стручни лица, да се изработи квалитетна програма со која што ќе учат и се образуваат нашите деца. А не можеме да одиме со првата опција на 10.000 потписи за промена на овој закон, затоа што мислам дека тие нема да ги да не удостојат со промена на се оно што ние бараме. Сепак ќе искористат нешто да протнат и нема тука целосно да го постигнеме оно што ние го бараме. Господја Спасевска, дали после одржаниот протест имавте реакција од Министерството за образование? Дали имате сознание дека министерката Царовска врши притисок на наставниците да извршат притисок врз учениците и на кој начин се врши таквиот притисок? Се врши голем притисок. Моментално овие денови се работи на нешто ново. По општините доаѓаат градоначалниците со уште двајца советници да им презентират на советите на родители како овој предлог закон ќе бил добар, како ќе бродел многу новини во образовниот систем, како ќе биде квалитетно за децата. Меѓутоа, тие истите сами градоначалници и советници не се доволно запознаени за промените во овој предлог закон. Значи, тоа треба, ако веќе тие сака да им објаснат на родителите, тоа треба да го сторат стручни лица кои што работеле на овој проблем. А ние досега со стручните лица кои што работеле на овој предлог закон немавме јасна средба и немавме конкретни образложувања за тоа што навистина се работело и тоа што ќе донесе промени во образовниот систем. Жално е што им се врши мобинг и на наставниците, кои што потајно не молат ние како родители и нив да им помогнеме, поради тоа што тие се свесни за сите проблеми кои што ќе ги имаат од септември доколку се усвои овој предлог закон. Пред неколку недели излезе во јавноста дека е направена промена во формуларите кои се користат во образованието за запишување на податоците на учениците и родителите. Во формуларите, како политички некоректни зборови, се исфрлени зборовите мајка и татко и наместо мајка и татко стои родител 1 и родител 2. Царовска негираше дека тоа е така, но ние пред некој ден добивме информација дека родителите веќе ги запишувале како родител 1 и родител 2 наместо мајка и татко. Имате ли вие некакви сознанија за тоа? Каков е вашиот став по ова прашање? Тоа е веќе дел од имплементацијата на родово сензитивно образование, како што тие нагалено го нарекуваат. И јас добив информација дека веќе во изготвувањето на е-дневникот, електронскиот дневник кој што се води веќе неколку години уназад, веќе стоиме како родител 1 и родител 2, што е многу понижувачки за нас како родители. Тука одиме против природата и одиме против Божјата волја. Не можеме ние да го промениме она што Бог го створил. Ние сме мајка и татко и бараме да се отфрли родовото сензитивно образование и да се имплементира во образовниот систем во основното образование, се со цел да го заштитиме прво семејството, да ги заштитиме децата и да останеме едно нормално општество како што Бог те дал. Дали ако ова вака остане, фактички е дискриминација? Дали имате намера да побарате од министерката Мила Царовска објаснување зошто е направена таквата измена и ако веќе се направила измената, зошто не е оставена можност за личен избор, а не на ограничување? Сето тоа го прават многу брзо, итро и намерно. Значи, воопшто не се консултирале родителите
во сите овие процеси. Ниту за новите измени во законот, ниту за тоа дали ние сме се изјасниле дека сакаме да бидеме родител 1 и родител 2. Министерката оди само од своите видувања и оди само со монолози. Имаше гостување во училишта во Свети Николи и во Кавадарци, каде што после изјава директорот, градоначалникот и госпоѓа Миника, родителите очајно и чекаат да заврши низината изјава да и постават прашање. Меѓутоа, новинарските екипи, кога родителите крена рака и сака да прашат нешто, ги одби со новинарот кажа дека би се извинува министерка Тимоврски без дополнителни прашања, ќе ве молам да се воздржите од прашање. Дали тоа доликува однос на една министерка која што нема време да ги слуша родителите? Па таа треба напротив да ги слушате нив. Значи треба да не слушате нас, треба да ни одговори на се она што не мачи. А во овој случај ние немаме диалог. Ние имаме само монолог од нејзина страна. И за крај ми се чини тоа, се не знам Бети дали има друго прашање, но и тоа последно прашање од мене и ќе мора да побрзаме. Како овластен застапник, односно застапничка на граѓанската иницијатива, учебници и настава мора да има, и како овластен предлагач на предлог за распишување на референдум, бевте на две средби во Собранието на Македонија. Едната со Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците, а другата со Законодавно-правната комисија. После таа средба, парламентарното мнозинство во Законодавниот дом ја отфрли вашата иницијатива за референдум против Законот за учебници и дигитализација. Зашто разговаравте во двете комисии? Дали и двете комисии го испратија вашето барање со негативна препорака до пратениците и кои опции ви остануваат во борбата за да го сопрете донесувањето на законот? Ми се чини дека последно веќе го одговоривте, но сепак ако имате да додадете нешто, можете сега на кратко. Вака, значи, средбите беа кратки, во кои што ние воопшто не добивме збор. Само ни се образложи дека иницијативата е отфрлена, бидејќи ние, морам да напоменам дека ние подписите ги собиравме во неработен ден, кога не работеа правните институции, и ние отфрлија како неуредна, со тоа што двете комисии не знаеа каде да не упатат конкретно во понатамошните насоки правно да го решиме проблемот. Едната комисија не упати да одиме во правна институција, другата комисија не посочи да одиме во Државна изборна комисија. Воопшто не добивме збор, иако дел од пратениците ги замолија да ни дадат збор, бидејќи јас допатував од Битола до Скопје скоро 200 километри за да дојдам и во собранието и да бидам на тие седници. Меѓутоа, ние истиот момент, истиот ден, после собранието отидовме во Државна изборна комисија, каде што започнавме, значи, нов процес во кој што во вторник, среда и четврток ќе дават подпис граѓаните на Битола и на општина Центар Скопје, со тоа што ќе се соберат 101 подпис, доволни се за да почнеме повторно со граѓанската иницијатива за да одиме понатаму на референдум. Во интерес на времето, господја Спасевска, ви благодариме што одвоивте време и зедовте учество во Македонски корени. Ви посакуваме секако успех во заложбата. Имајте си убав викенд, останете во добро здравје, пријатно до слушање и до видување секако. Ви благодарам и поздрав до сите македонци ширум светот. Носете не во вашите молитви да успееме и да се избориме за децата. Обавезно остануваме во контакт, секојаш на располагање ги имате Македонски корени. Ви благодарам. До слушање.